Добар ден на сите и добродојдовте повторно во рамката семејство. Јас сум Бојана Томашевска, подпредседател во Младиот семејна разновидност и менаџер на програми и финансии, а денеска со мене е Здраво на сите, јас сум Менче, јас сум менаџер за маркетинг и комуникации во Младиот семејна разновидност и фала ти што денеска си заедно со мене и ти тука. Едве чекам да зборуваме за нашето искуство со активизам и нашето искуство во Младиот семејна разновидност. Сакаш ти да почнеш, сакаш јас да почнам? Се едно, ајде јас ќе почнам искрено. Мене ми беше многу мило што ќе правиме муабет за оваа тема, затоа што некако цело време се наоѓам во ситуации каде што правам муабети со млади луѓе, со наши врсници, зошто е важно активизмот кај нас во нашата земја, зошто воопшто ние да се вложуваме во тоа. И некако цело време доаѓаме до конфликтни размислувања. Едни ќе речат, окей, важно е, ќе научиш нешто, а други кажуваат ко тоа е сосема неважна работа, само што си го трошиш времето поминувајќи низ, не знам, некој си фазон во својот живот, но искрено јас и ти мислам дека не го гледаме тоа така, а и сметам дека ние во активизмот секој си го наоѓаме својот пат на многу уникатен и свој начин и мислам дека твојот и мојот пример се сосема посебни. Да, јас кога бев помала и некога например не гледав баш така работите, мислев дека залудно се многу работи што се прават, ама малце кога пораснав и веќе кога стигнав средно наспрема факултет, на факултет многу активно се вклучи во многу различни организации, што ми беа така, може некогаш не ми беа толку близок интерес, ама сакав да се вклучам, да научам, да споделам целта што ја имаат, што ги имаат и организации и некогаш онака бев зачудена колку ствари младите за некои работи не се заинтересирани, а сакаат да добијат нешто, а не разбираат дека за жал ситуацијата во светот во кој што живееме моментално е дека ако не си избориш за работите, нема да ги добиеш. Викаат во политиката, се осврнуваат на младите, ајде да средиме ова, ајде да средиме тоа, ама често пати тоа е само на збор и никако го гледам тоа како знаеш на листа на присутни кои се потпишуваат на факултетот кога никој ги нема, е така, буквално така се чувствувам кога да ги прават работите, колку само да се рече и тука ќе се потпиша некој као бидно, ние зборавме за ова, направивме нешто, уствари ништо не се деси. И затоа сметам дека е многу важно особено младите реални да бидеме, никогаш не може да очекуваме се од повозрастните луѓе од нас, иако мене многу ме нервира тоа, вие младите треба сега си да средите, а вие постарите кај бевте до сега. Да, тоа цело време го кажуваат така. Да, и малце тоа, тој момент малце ме нервира, као зашто секогаш оставате на тие помладите да решат некои работи кои сте можеле вие, а исто така не ја давате поддршката на помладите за тие работи кои што очекувате младите да се борат. И затоа сметам дека е важно кога си помлад и кога пробуваш да се пронаѓаш, од големо значење е да си дел од такви некои групи, каде што не мора да значи дека идеш, например, јас студирав сметководство и ревизија. Јас волонтирав во организација што е поврзана со технологија. Допрна точка нема за технологија во мојот, нема допрна точка, тука не ми беше блиско онака со технологија, ама навистина верував и ми беше тоа убава идејата што ја споделува и стварно добро искуство ми беше тоа. Бев дел од конференција каде што слушав работи за технологијата што онака ми упалија некои свекички во главата и сега стварно многу добро ми влијаат во работата. Ама ете например со Младиот семејна разновидност, јас се приклучив, моите што току се разведоа и стварно онака сосема случајно најдов на само што отворија страната Младиот семејна разновидност и дека се знаев со Елена претходно и викам супер, знаеш, супер идеја и има нешто објавено повик за волонтери и викам знаеш, ќе се приклучам, може ќе бидне нешто интересно и првата акција кај што бев беше делење на витамини. Делење на витамини, да, тоа беше пред 3 години уште малце. Така нешто мај-јуни беше, знам дека беше многу топло надвор кога бевме. И многу ми беше интересно тој ден, онака беше неколку сати бевме таму, бевме јас Елена уште едно девојче и делевме витамини на мајки. И стварно ми беше многу ба и
може во моментот мене ми изгледало малце, ама за некој таму може да значи многу и често пати може и го забораваме тој момент дека ти да направиш муабет со некој, може на тебе ти изгледа малку, ама на некој ќе му го промени денот, а може и животот, никогаш не се знае што ќе се случи. Така да, не знам, имам така супер искуства од активизам и од било која организација, не мора да значи ева само за младиот семеј на разновидност, иако со младиот семеј на разновидност чувствувам како да имам направено најголем импакт и најблиско се чувствувам со вас, со тебе, со Елена и со останатите. И некако така ми е, ве чувствувам како фамилија затоа што се разбираме за некои работи, иако доаѓаме од различен вид на семејна конструкција. Не знам, сепак стварно ве чувствувам како да сте ми фамилија. Знаеш како мислам дека тоа е и самата причина зошто повеќето наши иницијативи и идеи успеваат, затоа што на крајот денот ние не го правиме ова механички, не го правиме ова да кажеме ова ни е на нашиот to-do list за денеска, па треба да завршиме ова, да направиме тоа, да направиме. Не, нашите работи се случуваат спонтано, знаеме младите ни што поминуваат, знаеме точно што им треба и ние сакаме тоа да го ствариме. И тоа е тоа. Јас со муабетов ова сега што го спомна ме врати на моите средношколски денови, затоа што јас во моите средношколски денови многу бев повторно активна во невладини организации, тогаш беше и Црвен крст многу активно кај мене. И знаеш како многу се вклучува во врснички едукации, бев едукатор, бев тренер за различни теми. И јас се запишав на факултет на односи со јавност и маркетинг комуникација, каде што нас ни треба многу вежби да правиме, каде што јас ќе презентирам, ќе раскажувам, ќе треба да пренесувам некое знаење и сето тоа што мене ми беше вметнато како стрес, нервоза пред публика, да треба да зборувам, да излезам од мојата комфорт зона, тоа сега помина во моите средношколски години. Значи, сето тоа што јас требаше да се соочам во моите факултетски години, јас го поминав многу порано. Значи, тоа ми беше голем плюс за мене, затоа што ми помогна многу, пример. Да. А во младиот семејна разновидност, кај мене, пример, приказната беше многу поразлична со тоа што јас многу бев изфрустрирана за сите работи што се случуваат во врска со самохраните семејства. Тогаш бев прва година на факултет, моите права не беа задоволителни, значи сето тоа што јас сакав да го имам како дете и како младинец и студент кој доаѓа од самохрано семејство, ништо не ми се исполнуваше. И тогаш баш правев муабет со другарка, колешка моја ми кажа за Елена. Ми кажа дека Елена има организација, зошто не се споиш некако со неа, таа може да ти помогне. И бев на сајмот за образование кој беше организиран од студентарија минатата година и тогаш уствари јас се запознав со Елена. Тогаш таа ми кажа малку за организацијата, каква помош може да понуди и некако само со тоа што таа ми испрезентира за самата организација, тогаш почувствува во мене дека ова е нешто што јас треба да го правам не само за мене, туку и за другите луѓе околу мене кои се соочуваат со истото, затоа што на некој начин тоа што ми се случи мене, јас го како да го наречам, како легаси го гледам. И го гледам тоа да го продолжам на најпозитивен начин, зошто за минатото јас да мислам на негативното, на мрачни моменти, кога можам сето тоа да го представам на многу побава слика и на нешто што може всушност да му помогне на некој. И мислам дека е тоа што нас не прави многу посилни во целава работа. Да, јас скроз се согласувам со тоа што го збориш, бидејќи ние работава не ја гледаме кога имаме KPI што треба да ги постигнеме, туку стварно доаѓаме од лично искуство и јас барем имам таква перцепција дека сите ние гледаме да направиме нешто подобро за луѓето после нас, да не се соочуваат со исти тежини и не знам некои перипетија кои што сме наишле ние на нив, па ајде сега да оставиме на помладата генерација или наши врсници без разлика на некој после нас што доаѓа, што поминува низ истото, да ги нема истите потешкоти. Баш зборавме за Тодора за тоа претходниот пат, дека ние тука во Македонија многу луѓето не си ништо ако не си пател и не сакаат не знам да направат полесно за помладите и за тие последни мене баш напротив, никој не би сакала да се малтретира на истиот начин како што ние сме се малтретирале за некои работи. Стварно нема потреба, не значи дека ти си подобар човек како се малтретираш или дека не знам што треба да се случува тука. Мене баш тоа ми беше како не сакам прво да не се чувствуваат како да се сами, второ да знаат како да се снајдат низ тие процеси, затоа што има многу долги процеси, многу, значи,
правни аспекти и такви некои работи кои што стварно значи ти ја цуцаат енергијата едноставно. Поминуваш низ тежок период, не можам да коментирам како е да си од самохрана семејство, можам да коментирам како е од еднородителско семејство. Друга болка е нашата, друга болка е вашата. Неспоредливи работи и некои работи кои што на пример во тие моменти стварно не ти дошло на памет да им се замараш, а стварно треба да се замараш затоа што за жал животот иде понатаму, што и да ти се случува, времето тече, светот се врти и тоа е тоа, едноставно можеш да продолжиш понатаму. Сега не знам, идеш тропам за било што, идеш на шалтер ти вика формулар 3 го немаш, на пример, тебе не ти се замара моментално за формулар 3 кога буквално не знаеш кај ти е главата, кај ти е душата. И затоа сакав некако на тие после нас да знаат како да се снајдат низ тие процеси, да видат дека има некој тука што стварно ќе сака да направи муабет со нив, не она, знаеш како е дојде сега да ти чкртнеме еден потпис па се е решено, дека не е туку стварно навистина да се знае дека си има тука комуникација, има некој што стои позади нив, затоа што стварно се тешки, опипливи теми со ние со темите кои што ние работиме. И не е баш сеедно, навистина не е сеедно, мислам што све немаме прочитано, што све немаме проразговарано, значи стварно некои работи кои што на крај памет не би ти дошле на тебе, на пример, на некој просечен човек, не би му дошло на памет и стварно ова може да се случи. И онака кога ќе го прочиташ, кога ќе видиш, кога ќе го слушнеш, секој не ми се верува од 2026 година што се случува со секаква технологија, со стварно не разбирам, се е толку напредано, а ние се попримитивни стануваме и у размислување и процеси и се не знам. Знаеш како цело време кога се прават вакви разговори, кога се кажува колку ствари сме назад со одредени работи, кажуваат едно нешто. Македонија и се е можно. Барем кај нас такво си е кај нас. Едноставно светот турка напред, ние остануваме и тапкаме во место, за жал. И со овие работи истото е. Јас сваќам дека ти доаѓаш од еднородителско семејство, јас доаѓам од самохрано семејство. Нашата болка е различна, но на некој начин си се разбираме едни со други и сепак без разлика на тоа што не имаме сосема различни приказни, на двете ни е многу јасно како функционира системот и кои работи нас не се исполнети, кои работи нас не се исполнети. И токму затоа и некако организација всушност постоиме, затоа што ние ако не сме тука за да ставиме акцент на тие работи што не функционираат кај нас во државата, како тие работи ќе се решат. Но тука е проблемот што кај нас целокупната култура за нашите организации невладини кои постојат, владини, невладини без разлика, нашата култура треба да се смени со тоа што треба повеќе почит нас да ни се дава. Затоа што ние ова што го правиме, ние не го правиме за пари. Ние ова не го правиме за ние да имаме некакво постигнување или за ние да го ставиме во нашето CV, да кажеме еј, ние сме биле дел од млади од семејна разновидност, имаме практиканство или искуство некакво кое што нас ќе ни користи за во нашата идна работа. Не, посекако тие не ни гледаат толку многу на тие точки од нашето CV. Но ние ова го правиме затоа што ние сакаме да помогнеме и треба некој да ни каже да, во право сте и ова треба заедно да го работиме. Затоа што ние како директни луѓе кои што го имаат искусено тоа, ние точно знаеме како треба нештото да се прави и што треба да се прави. Нормално ние не можеме еден човек да зборува за целиот народ или за целата група да каже што и како треба, но ние сме каналот што ќе каже ова е кај нас пријавено како проблем, ова треба да се направи. Толку едноставно е. Ама работите цело време се комплицираат за без причина. Буквално. Младиот семејна разновидност како е започнато, сега произлезено од потреба и од желба да се помогне. Значи ние овдека не заработуваме ништо. Ние овдека сме затоа што ние чувствуваме желба сами од себе дека треба да помогнеме на некому затоа што сме виделе како е. И така кога си размислувам, мене младиот семејна разновидност ми е full time job. Онака цело време кога 24/7 размислувам за некои работи и ќе прочиташ нешто, ќе видиме се праќаме група која е ова да го направиме, и ова да го направиме. Абе и колешка ми кажа ова слушнавме. И цело време само ни поминуваат у глава работи, ама мене ме разочарува моментот што навистина не сме поддржани. Ни од народот, ни од институциите, ние тука
само сакаме да направиме подобро, да биде полесно за сите у таа ситуација кога станува збор, значи да има подобра комуникација со институциите, да има не знам поддршка и помош за младите и семејствата кои што се соочуваат со страшни работи во тие моменти, каде што секоја помош е добро дојдена, дали е таа финансиска, не знам, било каква помош. Стварно, значи се наоѓа во таа ситуација и стварно е од големо значење и сметам дека треба да се стави акценти на тие работи заради тоа што гледаме, сведоци сме на секој ден што се случува со насилства, со не знам, институции кои што те влечкаат за работи кои што стварно треба сериозно да се разберат, значи страшни работи гледаме и сме сведоци и мене ми е стварно банално што постоиме, не мора да значи само за нашата работа ние што правиме. Овде збореме општо за активизам и за младински и невладини организации кои што стварно се трудат за некои работи да се променат не само кај нас, туку општо и во светот. И мора да бидеме реални дека промените што се случувале во светот и историјата кои што некои луѓе ја граделе, тоа што кажале, абе чекај, застанете маца, ова вака не бива. Треба нешто да се смени. Значи, бунтувале против некои работи. Тоа не мора да значи кога сега кидаме со пушките и пиштолите, па ајде овдека ќе правиме не знам што. Туку не, и од разговор е тоа и потенцирање на проблеми и давање на решенија. И многу е важно тука некој да слушне. Ние можеме до утре да збориме, ама некој се чувствуваме како да збориме со зидот. И мене тоа навистина некогаш ме разочарува, ама ме бутка оној момент што, например, со иницијативата Плати семестар, значи Плати семестар е една година. Сега ќе направи една година Плати семестар иницијативата и значи имаме ние исплатено над 140 семестри. Да. Тоа 140. Тоа се еви да кажем и тие на пола да се една индивидуа да сме платиле 2 семестри. Значи тоа се над 70 животи сменати. Да, мислам дека треба да им дадеме и малку контекст, можеби за Плати семестар за тие прв пат што слушаат. Плати семестар е иницијатива која што е иницирана од младиот семинар разновидност, каде што им помагаме на младиот самохрани и еднородителски семејства да се ги платат своите семестри. И всушност тој успех што го спомна ти минатата година што ние го успеавме, ние се трудиме да го продолжиме тоа на некој начин, така да секоја донација е добре дојдена и донациите можете да ги направите преку iCrowd или директно на нашата трансакцијска сметка која што можете да ја видите на нашата веб страна или на социјални медиуми. Да. И така, например, кога ја започнавме Плати семестар, значи кога секој ден кога гледав на iCrowd, бев леле, само бројката расте, леле колку. Да, има донации, се случува нешто. Да, ама некако знаеш, и тој претходниот пат со Теодора го зборавме, некако мене у главата многу ми идеше како леле ајде и не перцепирав уствари не ставав лице на семестарот, ме сваќаш како некако ми беше и стварно помогнавме и после на родината кога дојде и кога ни кажа бавка ова се живи луѓе човече. Да. Ова се вистински животни приказни кога менуваш живот, менуваш пат на некого да се оствари на начинот на кој што тие сметаат дека сакаат да се остварат. И стварно пошто например некогаш еве вака во секојдневието некои работи си ги зимаме стварно здраво за готова, а многу малце фали да ги снимаме ние тие работи, што е навистина жално и страшно е што треба да се нарече привилегија образованието во 21 век, во 2026 година, да треба да се тресаш за дали да идеш да студираш или ќе преживееш до крај на месецот. Мене тоа стварно ми е многу жално и банално и страшно што постојат такви ситуации, но тоа се стварно реални и приказни. Ние може не ги гледаме вака секој ден, ама тие навистина постојат, може никој не се бори за нив, може вие не ги слушате во секојдневието, ама тие стварно постојат и тој живот се живее секој ден и само тие се знаат како има. Точно. Еве Бојана, ти си прост пример со тоа што ти сега прескоро дипломира. Честитки. И некој друг сака да го постигне тоа што ти сега го имаш постигнато. Така, еве јас пример сега сум 3-та година, одам 4-та година, веќе скоро и ќе дипломирам. Така, некој ова не може да си го постигне и некој не може тоа да го направи поради таа проста причина со тоа што образованието не е приступачно за секој. Да. За жал. Да, зошто јас нашата цел, извини,
во самата иницијатива Плати семестар не е тоа ние за да им исплатиме на сите млади кои доаѓаат од еднородителски самохрани семејства семестар за тие да можат да си продолжат образование. Напротив, нашата цел е да не постои Плати семестар повеќе, за да можат самите млади да туркаат напред едноставно да си продолжат и своето образование и да си го терат како што треба во една нормална држава. Овие работи да се покриени од самите институции кои што се должни овие работи да ги прават. Ние всушност со ова што го правиме, ние вршиме работата на самата држава. Да. И до кога ние таа работа на државата ќе ја правиме? Цело време ние си викаме пошто ние секој ден збориме, значи секој ден за се и свашта збориме и цело време викаме како ние најсреќни би биле младиот семејна разновидност да не треба да постои. Најсериозно, најсреќни би биле да не треба да постоиме ние, заради тоа што тоа ќе значи дека многу работи се средиле за овие семејства и дека стварно може да кrenеме раците да кажеме окей, супер сме сега, нашата работа заврши овдека. Заради тоа што ние ова не го правиме за пари, ние ова не го правиме за публицитет, ние ова не го правиме за популарност, ние ова го правиме од, како што кажавме претходно, од љубов и желбата да помогнеме на некој. Ние константно се трудиме, значи ние Плати семестар не го направивме како сега само пари ќе собираме, па ќе ги исплатиме семестрите, значи ние и константно сме во комуникација со институции и лобираме дека треба многу работи да се сменат и потенцираме што треба и како треба и зошто треба, значи од не е само за семестриве работава и за градинките и за оброк во основните училишта, значи транспорт, за сите работи збориме овдека. Например, јас имав среќа што јас бев стипендистка на приватен факултет и реално не знам каква ќе беше ситуацијата да требаше со една плата на мајка ми, јас и сестра ми, пошто јас и сестра ми сме една студиска година разлика, значи во ист момент ќе сме биле на факултет и кога не можам да го кога така си размислам, кога ќе си кажам и кузна како ќе не беше да требаше и јас да идам на државен факултет каде што ќе плаќавме колку што ќе плаќавме и дали ќе требаше да се откажам јас од факултетот мој па да требаше да најдам работа, бидејќи ние имавме проблеми со алиментацијата, никогаш не доаѓаше на време, каснеше со месеци и такви некои работи се случува и не знам, стварно не знам и така ме лазат морници кога ќе ги почнам да ги мислам тие работи затоа што некој ја живее таа приказна. Некој се откажува од студиите, се откажува од многу работи за да може едноставно да преживее. И многу ме нервира моментот кога ќе кажат поидете работата. Застанете бе малце луѓе, па и тие деца треба малце да уживаат животот, до крајот на животот ќе работите. Ама и во тој аспект има проблем. Да. И во да речеме и дека сакаме да работиме, така? Да. Толку сме лимитирани, барем го кажувам тоа од аспект на самохрани семејства. Младите се толку лимитирани со тоа што тие можат да работат само со договор на дело, не можат да бидат осигурани. Првичното нешто што тебе те заштитува во своето работно место да си осигуран, ти тоа не смееш да го имаш затоа што тебе семејната пензија ќе ти биде тргната. Да. Која е логиката во тоа? Да. Која е логиката? Јас да не можам да имам нормално образование, да си плаќам семестар, алиментационен фонд да не може да има човек што можеби зависи од неа. Да. Материјали, образовни материјали да се толку неприступачни за ние да треба да правиме иницијативи како што беше разменотеката, книги во круг, каде што ние требаше да береме образовни материјали од различни факултети, па да ги пренасочуваме за млади кои доаѓаат од вакви семејства. Овие се иницијативи кои што навистина кога ќе ги гледаме само од базичниот дел, значи супер се, креативни се, вакви треба да има, но не треба да има вакви работи. Овие се проблеми кои што се сосема миновни, но некој одлучил овие работи само да ги остави на овие работи ќе се ги средат младите, ова е нивна обврска, не е наша обврска и стигнале до овој момент каде што се сега. Но тука би сакала да се навратам и на моментот на тоа што не треба да дозволуваме овие работи да остануваат вака. И што значи тоа? Самите млади, ние кои што сме вклучени во вакви работи и што не сме вклучени во активизмот, треба да сме сплотени и да кажеме стоп на овие работи. Треба да се реагира многу повеќе, затоа што кога станува збор за протести, за некакви движења, да се прави нешто, да се собери некаде, луѓето се многу половично во нивните реакции, затоа што
се прават еве да кажеме некакви си Viber, WhatsApp групи каде што се договараат да се има некаков протест, но 90% од нив само ќе пишат во групата да ќе одиме, а само 10% се појавуваат таму. Да. И мене тоа навистина ме боли што некако многу сме оттуѓани едни од други и забораваме дека животот за момент може да се смени. Денеска си тука, утре си на друго место, може тоа да е многу полошо од каде што си сега, може да е многу подобро од каде што си сега. И не знам, некако во тие моменти сваќаш колку ти значи некој да застане позади тебе и да каже и да ти каже само нешто, не мора ништо да ти даде ни да направи, само да ти биде како поддршка тука позади тебе и тоа само, значи тие работи се од голема важност, а после тоа па сите тие застапување и било какви работи. И сметам дека јас немаше да бидам личноста која што сум денес ако не бев дел од толку организации, запознаваш луѓе, навистина разбираш некои работи, си градиш и сам по себе се пронаоѓаш. Јас многу се пронајдов со работата во младиот семејна разновидност. Значи, јас имав многу различна замисла за мојот живот и мојата кариера. Студирав сметководство и ревизија, тоа ми беше, сакав да бидам ревизор и сега некако малце поразлично ги размислувам работите и навистина мене многу ми исполнува работата ние што ја правиме и некако не само што ме прави да се чувствувам подобро, туку ми влева некоја надеж дека навистина бидејќи ние како што ги решаваме работите, например за иницијативата Плати семестар на нас извинете. На нас најголем проблем ни се финансиите. И тоа е многу лесно решлив проблем доколку се искомуницира со сите институции, со корпорации, со било што, значи ние до кој не доставивме барања и молби како леле ајде помогнете ни, се работи за луѓе, се работи за млади животи кои што сакаат да просперираат во животот. Може вие не се согласувате дека не знам ако имаш факултет дека не знам што ќе ти се случи во животот, ама на крајот на денот не е ваша одлука тоа. Ако на нив тоа им значи дека ќе имаат подобар живот утре, они така го гледаат тоа, оставете ги луѓето, помогнете, видете, не знам, например, кога гледам со GoFundMe линкови, не знам, изгорала куќа на некој или некои такви работи, не ги разбирам како не ви доаѓа како да помогнете, па и 10 денари да се упрашање, 10 денари, 100 луѓе, па 10 денари, тоа се пари. И после па да кажеме 100 луѓе или 1000 луѓе, па 10 денари, и тоа се пари. Ме сваќаш, не мора да значи дека вие треба се од вас да се облечете, не знам, блуза, панталони и куќата да му ја дадете на некој, туку едноставно и време и милост и поддршка и не мора да се само финансии во прашање. Значи волонтерирањето, голем дел од волонтерирањето и активизмот се вашето време. Ја ширите приказната, споделувате информации, не знам, давате различни гледишта. Јас и ти од различна позадина доаѓаме, различно студираме, различно знаеме. И ние се надополнуваме, замислиш 10 луѓе да имаат 10 различни сфери што ги интересираат, дали се историја, психологија, не знам, работа со млади, се такви работи некои стварно навистина ти надополнува и на гледишта. Јас некако многу кога ќе размислам за себе, младиот семејна разновидност е пола од мене, например, заради тоа што многу работи имам научено што ме направиле денеска тоа што сум, заради тоа што јас веќе 3 години сум дел од леле човече го ставив на мјут. Јас веќе 3 години сум дел од младиот семејна разновидност, скоро од почетокот буквално, значи како што почнаа младиот семејна разновидност, ја после месец, дена, 2 се приклучи во работата и стварно не знам кај би била да не беше организацијава и навистина сум толку многу благодарна што те имам тебе, што имам Мелена, што ги запознав сите останати луѓе кои што може со нив не сум толку блиска како што сум блиска со вас, ама стварно ми имаат придонесено нешто во животот и како индивидуи, само не мора да значи преку работата што ја правиме ние и никако сметам дека луѓето стварно треба да се приспитаат, да кажеме, и да се стават на пример на лист хартија некои работи што на нив можеби се стварно банални, а некој сонува за тие работи и сметам дека младите, например, и затоа и тоа викам, не треба да се очекува од младите, например, цело време само да работат. Оставете ги малце да се пронајдат и самите себе, да помогнат за некои работи и
на пример волонтирање, практиканство и такви некои работи, стварно те градат како личност. Не е само формалното образование ќе отидат они у школа, прва смена, втора смена, па знаете, апсолутно не е тоа така. Јас многу повеќе работи научив. Не го занемарувам моментот на образованието, тоа е од многу голема важност, но и да кажеме праксата, кога ќе излезеш на терен и кога ќе направиш муабет со, на пример, некој човек за било што, стварно ти става некоја перспектива во животот и навистина се запрашуваш за многу работи и стварно ти станува јасно и си викаш ние као 2026 човече, не знам, летечки коли ќе измислиме уже малце, некој на пример нема вода дома, нема пат до дома, нема како да стигне на работа, нема кој да му ги чува децата, немаат за јадење, немаат каде да спијат на земја, на бетон, немаат кебе да се покријат. Ме сваќаш? И тие некои работи онака те трогнуваат внатре во душичката и си викаш човече, ја имам покрив над глава, имам многу работи што може вака навидом да изгледаат банални, но стварно некој стварно сонува за тие работи и сметам дека треба да сме обврзани, човече, како, не знам, у школа идеме, еден предмет да ти биде практична настава, каде што ќе волонтираш во некоја организација што тебе те интересира, онака стварно да волонтираш. Затоа што, например, јас сум сведок за некои работи, например, те праќаат на пракса што идам кафе да им правам. Ништо нема да научиш ти од тоа, ме сваќаш? И тоа да се има, и тоа е важно, стварно, значи, од практиката највеќе се учи, ама и треба, например, да се воведеш во општеството, да видиш како е. Ти каде што живееш, заради тоа што, како што кажеш, Пепреска, многу сме отуѓени и некои работи стварно многу лесно се забораваат. Се вртиш, не му кажуваш здраво на комшијата, се вртиш на неправди, се вртиш на многу работи, а сите ние имаме моќта на гласот, која што многу ретко ја користиме за добри работи. Први сме да искоментираме, да исплукаме некоја, а последни сме да помогнеме. И некако тоа стварно ме зачудува како некои толку лесни работи се онака отфрлени, а некои банални работи се толку лесно онака прифатени. Нема потреба ти социјалните мрежи се стварно навистина големо оружје, да кажеме, каде што луѓето се спојуваат, споделуваат своји информации, споделуваат гледишта и наместо да се користат за убави работи, вие ги користите за плукање на луѓе, не знам. Ова многу добро го кажа и ќе те навратам во еден момент каде што кажа дека ние во организацијата самите сме премногу блиски едни со други и тоа не прави ние уствари тоа што го правиме да е уште поуникатно и поспецијално за нас, барем од наша страна гледајќи го, но ова е еден чист пример и за младите кои сакаат и се уште не се вклучени во активизам, а сакаат да се вклучат затоа што сепак еве јас и ти во ситуацијата, ние сосема различни приказни имаме, а ние сме толку споени едни со други на толку уникатен и добар начин што јас пример да не бев вклучена во самата организација, не би те знаела тебе. Не би имала таа конекција што имам со тебе. Ајде да ги тргнеме сите тие други работи на страна, затоа што во организација кога се вклучуваш, ти учиш премногу вештини. Кога се вклучуваш во организација, се стекнуваш со такво знаење што на никој друго место нема да го добиеш, затоа што ти го добиваш тоа знаење на терен. Го добиваш тоа знаење директно и ти тоа знаење го искусуваш на некој начин. Ајде, тие работи ги тргаме на страна. Со тоа што јас ќе се запознам со тебе, сум се запознала со Елена, со Станиша, со Климентина, со било кој од нашата организација, јас си стварам конекции. И тие конекции за мене колку толку се важни. Со тоа што ние си сме блиски, учиме едни од други, си се знаеме во иднина без разлика на тоа што дали нашата организација ќе постои, нема да постои, нашите конекции си остануваат на крајот денот. И од друга страна, јас еве сум била и на премногу кампови, сум отишла на многу тренинзи предходно и од други организации, па и од нашата организација. Јас моментално можам да кажам дека имам луѓе познавајки од сите земјини светот, затоа што сум била на такви работи. И тоа не значи дека мене ќе ми донеси, не знам, пари или ќе ми донеси некакви си врски во животот, пошто ние така сме научени, кај нас нели само на врски, но тие се работи кои што ќе ти останат во спомен, ќе ти останат, ќе знаеш дека ти кога ќе одиш во некоја земја или во некој град, ќе можеш да се јавиш кај некој да му го побараш за кафе. И јас пример, еве после подкастот ние тука ќе одиме ние на кафе, така ќе правиме муабет. Друга работа
ние ова што го правиме се познава дека го правиме со искрена душа и со чисто срце. Зошто? Затоа што ние го правевме ова за пари или ако го правевме ова за публицитет, немаше да го правиме на ваков начин. Немаше да бидеме тука. Немаше не само тоа, немаше да го правиме на ваков начин, немаше да разговараме на ваков начин. Еве барем го кажувам ова од аспект на маркетинг и односи со јавност, пошто го студирам тоа и на некој начин сега ги следам трендовите, гледам што се прави, што треба да се прави. Ние сосема спротивното тоа го правиме што мене сосема ми одговара и тебе ти одговара затоа што знаеме дека ова го правиме од наша искрена перспектива. И ова го правиме затоа што сакаме луѓето да не сватат за тоа што сме. И нема ние да се правиме ништо поинаку од тоа. Ние го правиме тоа што го знаеме и тоа што веруваме дека треба да го правиме, а не правиме тоа што некој диригирал дека тоа треба да се направи. Да, и онака ни произлегуваат работите од тоа што сме толку многу споени со толку многу луѓе, затоа што навистина не интересира тоа што ќе го кажат. Да. Значи, плати семестар настана така што неколку студенти не дојде и не кажат, луѓе, знаете, ние имаме стварно огромен проблем за плаќање на школарината, не па за да збориме за материјали за студирање. И тако ствари произлезе и плати семестар и така ќе произлезе и книга во круг. И тука да потенцираме дека тие студенти беа од медицински факултет. Да. Значи, сектор каде што и то како ни е важен за во нашата земја. Да. И тие луѓе што имаме толку дефицит кај нас во нашата земја, имаат проблем за тие да си ги плаќаат своите семестри. Па како може да очекуваме дека на крај младите тука ќе останат за тие да си продолжат со своите професионални кариери, токму во тие работи од кои што нас ни зависи животот, а тие да не можат да си плаќаат семестар. Да, и не знам, многу никогаш и тоа што кажав преска на вас младите, сега вие да сидите. Понекогаш се чувствувам како целата тежина на светот да е ставена на нас помладите. Ние треба да се бориме со глобално затоплување, ние треба да се бориме со корупција, ние треба да се бориме со ова, ние треба да се бориме со она, не знам што. Ние сите проблеми од повозрастните што ги имаат направено, ние сме тие што не ги имаат оставено да ги решиме. Што е жално навистина, затоа што јас себе се чувствувам во одредени моменти дека јас толку се трудам некои работи да правам, ќе туркам, ќе сакам да извадам некој резултат и на крај гледам дека нема фајда од работава. Зошто? Затоа што некој има што едноставно не се замара во ситуацијава. Не зборувам за млади, зборувам за повозрастните тука во ситуацијата. И затоа сме ние така, можеби тие што сме вклучени во активизмот, толку упорни во одредени работи и сме workaholics, би ги нарекла јас in a way, затоа што цело време се трудиме нешто да направиме, се трудиме да направиме некаква промена, но на крајот денот за некои работи едноставно се тапка во земја. И некои работи не можеш сами да ги решиме и тоа е факт. Да, и сметам дека навистина младите треба малце поише да се соединиме и од било која возраст, значи од основно до факултет, па и после факултет зборам веќе. Јас сега, како што кажа преска, ја дипломирав, мојата работа не заврши тука, мојата работа тек почнува. Сега почнува, да. Да, и некако стварно ја чувствувам потребата од внатре, мене тоа ме чуди како ги гледате сите работи што се случуваат, значи на пример со кочани тоа што се случи. Со прв кочани како произлезе одма. Ја значи со денови плачав и викав леј човече, луѓе што прават, никој таму ќе се најде ќе искоментира, што савиете, што тука ќе правите. Вие свесни ли сте што колкава работа и од колкава значење они тоа што го прават, колку е не знам, несебично прво тоа они што го прават и колку им помагаат на тие луѓе кои што сега не знаат главата каде има. Не знаат што попро. Најосновното нема тука каде да се лечат. Немаат каде да се лечат. Човече, нема лекови, нема ова, нема креме, нема ништо, нема одделенија за такви работи. Не се работи за лечење, уште не се пуштени работите. Зашто? Затоа што некој од државата таму кучи не може да ги пуштат да се едуцираат доволно за да ги употребуваат работите за може тие деца да се лечат. На тие луѓе пола нив на животот им цупко место, а светот иде понатаму и многу луѓе ги забраваат тие работи дека вакви организации буквално никогаш и само те буткаат понатаму да продолжиш во животот со било кои работи што ги прават и
не разбирам како се бараат најлошите работи, а не сте застанале да видите и да кажете абе ја 2 сати на неделата да потрошам у било што, у било каде, да дадам од својот живот, да дадам 2 сати. Значи, како што напоменавме претходно, не мора само со финансии, овдека не се збори само со финансии. Да. Ке ришернам една стори, ке искоментирам, ке лајкнам, не знам, ке отидам на некој настан, ке споделам мои информации, моje знаење што го имам. Не знам дали работам на пример во право, па ке отидам на некоја обука каде што ќе се збори за правата на младите, па јас ке можам да го споделам тоа заради тоа што толку. Значи, на пример, за тоа преска што го збореше ти, ти до пред некој време не знаеше дали ќе можеш да идеш на пракса. Дали ќе изгубиш семејната пензија. Значи, у 100 организации и институции ти да праша и сите, значи од истата институција различен одговор ти даваат. Да, сите ми... Да, значи дојде до ситуација каде што јас прашувам на едно место кои се моите права, што треба јас да правам за јас да можам да сум на некој начин во ред со мојата ситуација, јас додам да работам, да бидам на пракса, а да не изгубам својата семејна пензија. И сите ми викаат па ова е така, но не сме сигурни дека е така. Да. Како може ти да работиш во таа институција која што е задолжена за тоа да ми го кажи, да ми го сподели како информација, а да не си сигурен? Да, по кој треба да е сигурен во ситуацијава? На крајот денот, Бојана, јас мислам дека сите овие работи што ни се случуваат барем во животот, пошто спомна и некои доста сензитивни теми, јас мислам дека на крајот денот ние што сме дел од вакви организации не тераат ние критички да размислуваме за некои работи. Затоа што кога се случуваат вакви ситуации, ќе има луѓе што ќе кажат тоа е, се случило, нема што да правиме тука. Но ние што сме дел од вакви организации ќе кажеме не е само тоа во ситуацијава. Ова беше нешто што не мораше да се случи. Не мораше да се дојде до таков степен на трагедија. И мислам дека ние сме тие луѓе што ќе кажеме стоп, ова не треба да е така, ни затоа што ги гледаме работите и критички размислуваме за тие работи. А некои луѓе само ги гледат тие како што се поставени на Инстаграм. Ете така ќе ги кажам. А едноставно не е целата приказна така. И затоа кога ќе се оди во вакви организации, кога ќе се волонтира, кога ќе се вклучите во активизам, токму тие работи ќе те тераат да ги гледаш работите од различна перспектива. Ќе кажеш, еве пример, телефонот го земам за пример. Ова не е единственото нешто што го има на самиот телефон. Има нешто и внатре по телефонот, има нешто и позади телефонот, на позадина. Има многу работи кои што треба да ги гледаш подлабински за да може да ги сватиш на некој начин. Не викам дека ти ако не си вклучен во активизам, дека ти не можеш критички да размислуваш. Но факт е дека овие работи ти ги отварат очите многу повеќе. Да, и те учат како да се снаоѓаш. Да. Те учат како да се бориш не само за себе, туку да се бориш и за други луѓе. Некогаш, јас на пример, мојот карактер е таков дека сум многу повлечена, мирна, активка, ама после работата во вакви организации, навистина сватив дека твојот глас вреди да се слушне и тоа што го имаш да го кажеш навистина вреди и дека не треба да ќутиш и да се срамиш, да не плашиш нешто погрешно. Не, баш напротив. Значи, ти на пример, тоа не значи дека јас и ти знаеме се што е поврзано со не знам со ваков вид на семејство, ние знаеме од тоа што нас не се случувало, тоа што сме читале закони, тоа што сме иделе во институции, што сме работеле со станати фамилии и навистина учиш многу работи и многу гледишта ти се отвараат и многу можности ти се отвараат од аспектот на прво запознаваш луѓе, второ во било која организација за било што да учиш нови навики, нови вештини, помагаш на луѓе на вистина онака Ја стварно не сум имала работа која што мене повеќе ми исполнувала од активизмот. Во било која организација која што сум била, значи навистина ме правило, сум се чувствувала како да сум подобар човек од вчера што сум била, за самото тоа што сум
искочила, сум направила нешто добро и за мене, а и за другите. Заради тоа што ние живееме во општество, не сме ние само вдека единки, па ние само и за себе да си гледаме, тоа многу ме нервира. Многу ме нервира заради тоа што сите сакаат да уживаат во придобивките на општеството, а сите само сакаат да гледаат за себе. Не се гради така општество, не се гради така колективизам. Затоа што како што напоменавме претходно, многу малце фали за да се промени твојот живот на многу полоша, значи до најстрашниот екстрем што можеш да го замислиш, може да ти се промени животот, а ти си трепнал само. И тогаш ќе ти треба некој да застане позади тебе, може нема да има никој да застане заради тоа што наставно светот иде натака. Да. Знаеш како јас цело време ова си го викам, без разлика што и да почнеме како иницијатива, едно нешто си го кажувам. Макар и да е еден човек што ние ќе помогнеме, во смисла да мотивираме да се вклучи во организацијата, макар и тоа само да биде. Да. Ете, ние успеавме да помогнеме на над 140 студенти. Да. Така? Да. Успеавме да помогнеме на над 140 студенти. Годинава на колку уште повеќе студенти ќе им помогнеме, така? Да. Тука не станува збор повеќе за помагање на еден човек или мотивирање на еден човек да биде дел од активизмот и тој свет на невладени организации. Тука веќе станува збор за менување на животи. Да, тоа се идни генерации кои што ќе го водат светот. Некој утре ќе има диплома и ќе биде со капа на глава. Да. Токму затоа што ние сме одлучиле дека ние нема да го помениме нашето слободно време гледајќи YouTube видеа или не знам седење на телефон по цел ден или дремење дома правејќи ништо. Да. И мислам дека тука е доста важно да се спомне дека како млади луѓе некогаш се случува едноставно да се изгубиме во смисла на што сакаме ние да правиме во својот живот. И тоа се сосема нормални работи, за нас како млади многу притежок ни е ставено на многу млада возраст, ние да одлучуваме каде да се запишеме на факултет, што да работиме, што да учиме и сите тие работи, што е сосема нормално, некогаш да се најдиш во некоја си крстосница во животот. И мислам дека токму овие работи, ти кога ќе се вклучиш во одредена иницијатива, кога ќе се вклучиш во некаков си проект, ќе те направат и ќе те ориентираат на некој начин што ти никогаш нема да го очекуваш. Јас пред да се запишам на овој факултет што сум сега, јас сум планирала да одам на медицина. И правејќи ги сите тие работи преку мојот волонтерски живот, преку активизмот, преку вклучување во невладени организации, јас сватив дека мене медицината воопшто не ми лежи, дека јас имам нешто друго и како цел професионално што треба да си го остварам. И ова е тоа, затоа што гледам дека ми лежи, премногу го имам искусно некако направено на начин што можам јас да го искористам и можам да се надоградувам во иднина. Зошто да не го направам? Така? Да. Затоа овие работи треба да се гледаат од секој можен аспект. Толку многу примери наведивме вечерва што може секој да си каже барем едно нешто, јас се пронаоѓам во оваа приказна. Може да испробам, да не, можеби немам толку време во животот, ама може барем да прочитам на веб страна што се случува, така? Да. Многу кажува стварно дека многу притисок ние чувствуваме, стварно се наоѓаш некогаш. Јас на пример трета на кај четврта година бев која, ја немам појма дали сакам да сум ова што сум на факултет. Да, и тие се нормални работи. И никој се светот мене ќе ми пропадне, леле се ќе се сруши околу мене, баш напротив. Значи знам луѓе, знам организации, волонтирам, истражувам, се пронаоѓам и стварно на пример работа стварно ми легна. И сум као, окей, супер, значи не ти се потонати сите бродови и не е поинтата само ние ќе скроламе, ќе гледаме TikTok, ќе гледаме Instagram, значи социјалните мрежи се онака, не знам,
вака кога ќе седнам и кога ќе ева еден скрол да пуштиме, мене тоа ми е едно од најфейк работите, најискрена. Значи ние што го гледаме тука на екранов е може ни 10% од нечи живот. А што се случува во позадините, што се случува вака кога ќе скочите на улица, па човек што ќе го поминате, па немате поима каков живот живее и што му се случува на него дома. И иако социјалните мрежи се навистина многу голем од многу голем интерес за општото добро, може да придонесат и многу лоши работи, така да намалете го малце скрин тајмот, а накачате ги сатите на волонтирање и активизам, заради тоа што таму произлегуваат вистинските промени и таму се менуваат животи, што се од навистина голямо значење. Така да знаеш како не мора да значи дека тебе треба нешто да ти се случи во животот за ти да треба да се вклучиш во таа специфична иницијатива. Да. Тоа што јас и ти доаѓаме од еднородителски самохрани семејства, тоа е само еден пример и само еден исечок од нашата организација. Да. Ние имаме волонтери, имаме членови кои што воопшто не се поврзани со такви искуства во нивниот живот, ама сепак се тука, сепак не подржуваат, сепак помагаат, нели? Значи, да, скроз се согласувам со тоа, дека не треба на тебе нешто да ти се случи, па ти тогаш да се приклучиш. Баш напротив, треба и ништо не ти се има десено во животот, маце се внесеш во работи кои што се за добро нечие, не мора само за доброто твое да. Значи вреди да си го одвоите времето, значи не мора да значи дека вие 40 сати неделно или 120 сати неделно треба да сте посветени на нешто, не знам. И 2 сати неделно се навистина окей. Например, во еден клас од 30 деца, 15 деца сите да волонтираат, тоа навистина е голема промена и они 15 души по 2 сати, значи ме сваѓаш, навистина големи промени може да се донесат тука и скоро се согласувам дека не треба само да се приклучуваме во работи да не засегаат кои што нас не тангираат само. Апсолутно не, значи треба да се бориме и за другите луѓе околу нас кои што се дел од нашето општество и да кога ќе видиш неправда да кажеш застанете, затоа што може ти имаш таа привилегија да го искажеш своето мислење, не секој има таа привилегија и многу често ги забораваме тие работи, дека не треба само да се остави на луѓето кои што се во неволја или во нешто лошо западнати или било што кои да се околностите, ја имаш привилегијата да си го искажеш своето мислење, имаш привилегија да бидеш гласен, јасен и да изјасниш став, имаш време, имаш моќ, имаш другари, имаш другарки, значи тоа е доброто кога си млад. Се пронаѓаш себе, помагаш на другите, си наоѓаш друштва, наоѓаш работи кои што тебе ќе те исполнуваат и можеш да кажеш еве за 2-3 години, јас на пример кога ќе се навратам на овие работи, кога ќе се навратам на последните 3 години, 4 години, еве го завршувам факултетот, мене 10% од студиите ми беше студирањето. Мене 10% од студиите ми беше теоријата, 90% ми беше што сум запознала луѓе, што сум се приклучила во работи кои што може мене директива не ме интересирале, ама пак придонале на некој друг во општеството и стварно мене тоа навистина ми е од многу големо значење дека јас моето време да речеме него потрошив залудно, јас не седев на телефон да скролам, па не знам што да правам и да се лажам дека светот е тоа, дека сите треба да имаат пари и да сме на јахта сега да уживаме. Апсолутно не е, значи не е животот само тоа, дека животот е и да направиш муабет со некој на улица, да правиш муабет со другарите, со другарките, да направите нешто добро. Не знам, на бабичката од 5 спрат за нема деца, нема устранство си иселени, затоа што знаеме како е животот туку во Македонија. Отидете из пазарите нешто на ќе ви даде пари, ќе ги качате до горе, кесите, да не треба да се симнува надале по скали. Од такви некои банални моменти, ќе купиш храничка за куќето што седи пред маркет, ќе му дадеш да јаде. Не знам, некои такви работи ми секогаш што ми било као онака нешто најмало што сум можела да го направам. Или не знам, вашето време, еве на пример ти знаеш, на пример графички дизајн, така, тропам. Ќе направиш пост за некоја навладина, ќе направиш пост за некоја акција. Така, и тоа е од голема важност. Ќе, на пример, не знам, мајка ми работи во некоја маркетинг агенција, она ќе не научи како ние најубаво да ја пласираме таа иницијатива за да може да стигне до поише луѓе. Ме сваѓаш некои такви работи кои што може на тебе ти се малце,
пак ќе бидат од многу голема важност. И не треба тие работи малку да се занемаруваат и не треба да се плашите да го дадете своето време за нешто што е малку поголемо од вас. Не треба само да се гледа за себе и кој е мене тоа што ми е блиско срцето. Не, баш напротив. И јас мислам дека сето ова можеме да го заклучиме на некој начин со тоа што ќе кажеме дека сега тука спомна и некои работи дека може да се купи, да се плати за нешто, да се помогне на некој, но да заклучиме едно нешто. Активизмот е една прекрасна можност за младите која што може да биде сосема бесплатна. Да, апсолутно. И е бесплатна. Но ти, ако се одлучиш тоа да не го правиш, никој не ти е крив, зашто ти немаш доволно искуство во одредени работи во животот. И тоа е факт. Да, и тоа е факт. Не може сите да се лутиме за некои работи, неаме ни ова, неаме ни тоа. Бори се да го добиеш. Бори се, ама и затоа сме ние, значи тука во секој случај младите ние треба да сме гласни. Да. Ние не смееме да останеме во место, да тапкаме, да кажеме дека ова е животот и дека едноставно ние треба да тераме како што тераме моментално. Не. Овие се работи кои што ние треба да застанеме да кажеме чекај, не треба, ние ќе направиме промена. И всушност јас во овој момент би искористила и можност и да ги предизвикам и самите гледачи, пошто ако веќе ја гледате оваа епизода, одете на нашата веб страница jdf.mk, отворете иницијативата Плати семестар и донирајте за нашите студенти да може да си го продолжат своето образование. Тоа е најмалиот можен начин, само со неколку клика како може да ни се помогне. Доколку не можете да вложите финансиски средства, споделете на Инстаграм. Го имате нашиот Инстаграм профил jdf.mk. Имате премногу постови за Плати семестар, споделете на стори, споделете на ваши блиски. Тоа е најмалото нешто што нас може да ни помогне за ние да можеме да го направиме тој успех што го направивме лани со нашите студенти. И мислам дека овие се тие работи што се толку на дофат во денешно време. И толку. Да, и имаме ние и на страната или на нашите социјални мрежи, значи има посебно место каде што може да се пријавите да бидете дел од нашата организација, само да волонтирате. Значи милион пати напоминавме дека активизмот не се само парите, а многу голем дел од активизмот е и времето и знаењето што го имате. Значи може да дојдете да нешто што знаете што може на нас да ни придонесе да имаме подобри иницијативи и поголем опсег да фатиме, значи ќе споделите знаење, искуства, не знам било што е се од големо значење и мислам дека може да заокружиме овдека и да кажеме реченица две, например активизмот за мене стварно е од големо значење, не само од работата што се прави и не само кога например кога ги исплативме сите семестри од Плати семестар, онака си издивнав и бев како леле човече што направивме? Леле луѓе што направивме? И стварно бев воодушевена со сите нас и со сите луѓе кои што донираа и сите компании кои што донираа за нас и за тие студенти. И навистина правиш работи од голем размер кои што се од големо значење и едноставно те прават да си подобар човек и човек кој што има повеќе чувства и кој што го гледа светот како што е реално и прави нешто да се сменат тие работи, а не само седиме со скрстени раце и само ќе плукаме. Не, апсолутно не. Ги превземаш работите во своји раце и помагаш на најдобриот начин кој што можеш. Сосема се согласувам со тебе искрено и мислам дека со сите овие работи што ние ги споделивме јас и ти моментално, мислам дека барем некој ќе свати дека ова што се прави не е малку и дека и тие треба да се вложат за да можат да се надоградат самите себе си во целата ситуација. А во однос на Плати семестар, доколку и некој не гледа и од фирма, компанија, ова е правиот момент да се покажат дека тие не се тука само за парите и дека не се тука за тие само да се ги исполнат своите џабови, дека тие се тука и за луѓето. И мислам дека ова е правилен момент тоа да го покажат преку тоа што тие ќе донираат одредена сума за Плати семестар. Затоа што навистина сме во ситуација каде што тоа им е потребно на самите студенти кои доаѓаат од самохрани еднородителски семејства и ние не би застанале тука да го кажуваме тоа доколку тоа не беше така. И мислам дека ова е правиот момент да ти кажам фала ти за сите работи што ти ги споделива Жерва, затоа што навистина на некој начин ме мотивираш се повеќе и повеќе со ова што го кажуваш да продолжиме напред.
Да, ти благодарам што сподели волку време со мене да направиме убав моабет и се надевам дека помогнавме да допреме до некој да направи промена во општеството во кое што делувате, без разлика што и да е тоа. И се надевам дека сите би можеле да бидеме подобри луѓе утре и доколку сакате да ни се придружите на нашата организација, тоа може да го направите преку нашиот вебсайт или преку нашите социјални мрежи и во очекуваме да правиме промени заедно. Да ви се заблагодариме што бевте тука со нас и што нас слушавте денеска и се гледаме до нареден пат. Ви благодариме.